Ислам, пат до Бог преку покорност. Во името на Бог, милостивиот, семилосниот. Оваа реченица е превод на горенаведениот арапски текст земен од Куранот. Тој продолжува: Тебе Боже, Господарот на световите, те фалиме, милостивиот, семилосниот, владетел на судниот ден. Тебе ти се клањаме и од тебе помош бараме. Упати не на правиот пат, на патот на оние на кои милоста своја си им ја дарил, а не на оние кои против себе лутина предизвикале, ниту на оние кои заталкале. Овие зборови ја сочинуваат Фатиха, пристап, првото поглавје, односно сура на муслиманската света книга, Светиот Куран, односно Коран. Со оглед на тоа што повеќе од 1/6 од светското население се муслимани, а оддадените муслимани ги повторуваат по неколку пати во секоја од своите 5-дневни молитви, овие стихови мора да спаѓаат меѓу најрецитираните зборови на земјата. Според еден извор, во светот има преку 900 милиони муслимани. Малце постара книгата е може сега се над билион, што го става исламот на второ место по бројност, по Римокатоличката црква. Со своето муслиманско движење кое се шири во Африка и во западниот свет, исламот е една од главните религии со можеби најбрз пораст во светот. Името Ислам е значајно за еден муслиман затоа што значи покорност, предаденост или оддаденост на Господ. А според еден историчар, тој го изразува најдлабокиот став на оние кои му посветиле внимание на проповедањето на Мухамед. Муслиман значи оној кој го врши или спроведува исламот. Муслиманите веруваат дека нивната вера е кулминација на откровенијата кои им биле дадени на верните евреи и христијани од старо време. Меѓутоа, нивните учења се разједуваат со Библијата во некои точки и покрај тоа што Куранот цитира и од хеврејските и од грчките списи. За подобро да ја разбереме муслиманската вера, треба да знаеме како, каде и кога настанала оваа религија. Повикувањето на Мухамед. Мухамед се родил во Мека, Саудитска Арабија, околу 570 година на нашата ера. Татко му Абд Алах умрел пред Мухамед да се роди. Мајка му Амина умрела кога тој имал околу 6 години. Во тоа време арапите практикувале еден облик на обожавање на Господ кој бил сосредоточен на долината Мека, на светото место на Каабата, единствената коцкеста градба во која бил обожаван еден црн метеорит. Според исламската традиција, првобитно Каабата ја изградил Адам, по еден небесен прототип, а после потопот повторно изградиле Аврам и Исмаил. Таа станала светилиште за 360 доли, по еден за секој ден од лунарната година. Кога Мухамед пораснал, почел да се сомнева во религиозните практики од своето време. Во својата книга Религиите на човекот Џон Нос вели: Мухамед бил вознемирен од непристојните расправи и околу отворено покажаните интереси во поглед на религијата и честа меѓу курајшиските главатари. Мухамед припаѓал на тоа племе. Уште поголемо било неговото незадоволство од примитивните остатоци во арапската религија, од идолопоклоничкиот политеизам и анимизам, од неморалот на религиозните собири и панаѓури, од опивањето, коцкањето и танцувањето кои биле популарни и од закупувањето на живи несакани женски доенчиња, што се практикувало не само во Мека, туку и низ цела Арабија. Мухамед бил повикан да биде пророк кога имал околу 40 години. Тој имал обичај да оди сам за да медитира во една блиска планинска пештера, наречена Гар Хира. И тврдел дека во една од тие прилики добил повик да стане пророк. Муслиманската традиција раскажува дека нему додека бил таму еден ангел кој подоцна бил идентификуван како Гаврил, му заповедал да рецитира во името на Господ. Мухамед не реагирал, па ангелот го зграбчил и го притиснал толку силно што не можел повеќе да издржи. Тогаш ангелот ја повторил заповедта, Мухамед повторно не реагирал, па затоа ангелот уште еднаш го здавил. Ова се случило 3 пати пред Мухамед да почне да го рецитира она што се смета за прво од серијата откровенија кои го сочинуваат Куранот. Една друга традиција раскажува дека божествената инспирација му била откриена на Мухамед како со звонење на звоно. Откровение на Куранот. Кое се смета за прво откровение што го примил Мухамед? Исламските авторитети општо се согласуваат дека тоа се првите 5 стика од сура 96 со наслов Ал-Алах. Згручена крв кои гласат: во името на Аллах, милостивиот семилосниот, читај, во името на Господарот свој кој создава човекот згручена крв, читај, благороден е Господарот твој, кој поучува на перото, го поучува човекот на она што не го знае. Според арапскиот извор, книгата на откровението, Мухамед одговорил: јас не знам да читам, затоа морал да ги запамти откровенијата за да може да ги повтори и да ги рецитира. Арапите биле вешти во учење на памет и Мухамед не бил исклучок. Колку време му требало да ја прими комплетната порака на Куранот?
Општо се верува дека откровенијата дошле во период од прилика 20 до 23 години од околу 610 година на нашата ера до неговата смрт во 632 година на нашата ера. Муслимански извори објаснуваат дека по добивањето на секој откровение Мухамед веднаш им го рецитирал на оние кои се нашле во близина. Тие од своја страна ги запамтиле откровенијата и со рецитирање ги чувале од заборав. Со оглед на тоа што арапите не знаеле да произведуваат хартија, Мухамед на некои писари им дал да ги запишат откровенијата на примитивни материјали кои тогаш биле на располагање, како што се камилски лопатични коски, палмини лисја, дрво и пергамент. Меѓутоа во сегашната форма Куранот се појавил дури после смртта на пророкот, под водство на Мухамедовите наследници и другари. Ова се случило за време на владењето на првите три калифи, односно муслимански водачи. Преведувачот Мухамед Пиктал пишува: сите сури на Куранот биле ставени во писмен облик уште пред смртта на пророкот, а многу муслимани го научиле напамет целиот Куран. Но пишаните сури биле разнесени по народот, а кога во една битка голем број од оние кои го знаеле напамет целиот Куран биле убиени, бил собран и запишан целиот Куран. Исламскиот живот го управуваат три авторитети: Куранот, хадисот и шеријатот. Муслиманите веруваат дека Куранот на арапски е најчистата форма на откровението, бидејќи велат тие, тоа бил јазикот што Бог го користел кога зборувал преку Гаврил. Сура 43.3 вели: ние сме ја направиле Куран на арапски јазик за да ја сватите. Значи секој превод се смета само за раздводнување кое вклучува и губење на чистотата. Всушност некои исламски изучувачи одбиваат да го преведат Куранот. Нивниот став е да преведеш секогаш значи да извршиш предавство. Па според тоа муслиманите никогаш не одобруваат, а понекогаш и го забрануваат секој обид тој да се преведе на друг јазик. Како може бе ова бе? Како може? Па од Господ се сите јазици бе, сите шареноликости бе, шо вие бе, шо пишите глупости бе, шо е ова бе, шо правите бе, еј. Ширење на исламот. Мухамед ја втемелил својата нова вера и покрај големи противења. Луѓето од Мека, па дури и неговите соплеменици го отфрлиле. После 13 години прогонство и омраза својот центар на активност го префрлил на север во Јатрип, кој тогаш станал познат како Ал-Мадина, градот на пророкот. Оваа преселба или хиџра во 622 година представува значаен момент во исламската историја, а датумот подоцна е прифатен како појдовна точка за исламскиот календар. На крајот Мухамед ја освои власта кога Мека му се предала во јануари 630 година и тој станал нејзин владетел, имајќи ги враце уздите на световната и на религиозната контрола, бил во можност да ја очисти Каабата од идолопоклоничките ликови и да ја претвори во средишно место за аджилаци во Мека, кои се практикуваат до ден денес. Неколку децении по смртта на Мухамед во 632 година исламот се проширил се до Авганистан, па дури и до Тунис во Северна Африка. До почетокот на 8 век верата на Куранот продрела во Шпанија и дошла до француската граница, како што вели професор Ninian Smart во својата книга Background to the Long Search, заднината на долгата потрага. Од човечка гледна точка, постигнувањата на еден арапски пророк кој живеел во 6 и 7 век после Христос се зашеметувачки, зборувајќи чисто човечки. Од него потекнала една нова цивилизација, но се разбира за еден муслиман делото било божествено, а постигнувањето од Господ. Смртта на Мухамед води до поделба. Смртта на пророкот предизвикала криза. Тој умрел без машко потомство и без јасно назначен наследник. Како што наведува Филип Хити, халифатот, службата на халиф, е според тоа најстариот проблем со кој се соочува исламот. Се уште е актуелен спор. Според зборовите на муслиманскиот историчар Ал-Шараштани, никогаш не постоел исламски спор кој довел до поголемо крвопролевање од халифатот. Како бил решен проблемот уште тогаш во 632 година? Ебу Бекар бил назначен на 8 јуни 632 година за Мухамедов наследник со некој вид избори во кои учествувале оние водачи кои биле присутни во главниот град Ал-Мадина. Историја на арапите. Наследникот на пророкот би бил владетел, халифа, односно калиф. Меѓутоа, прашањето за вистински наследници на Мухамед станало причина за поделба во редовите на исламот. Сунитските муслимани го прифаќаат принципот на служба по пат на избори наместо според крвна врска со пророкот. Затоа тие веруваат дека првите три калифи Ебу Бекар, Мухамедовиот тест,
Омар, пророковиот советник, и Отман, пророковиот зет, биле законити Мухамедови наследници. На тоа тврдење се противат шиитските муслимани кои велат дека вистинското право на водство доаѓа преку пророковата крвна линија и преку неговиот братуџет и зет. Али ибн Абу Талиб, првиот иман, водач и наследник, кој се оженил со Фатима, Мухамедовата омилена керка, од нивниот брак се родиле внуците на Мухамед, Хасан и Хусеин. Шиитите исто така тврдат дека од почетокот Аллах и неговиот пророк јасно го назначиле Али како единствениот законит наследник, но дека првите 3 калифи со измама го лишиле од неговата законска положба. Историја на арапите. Се разбира, сунитските муслимани гледаат поинаку на тоа. Што се случило со Али? За време на неговото владење како четврт калиф 656 до 661 година, помеѓу него и сирискиот управител Муавија дошло до борба за власт. Се впуштиле во битка, а потоа за да спречат на тамошно пролевање на муслиманска крв, својата расправа ја препуштиле на арбитражна постапка. Алиевото прифаќање на арбитража го слабнало неговиот случај и свртило против него многумина од неговите следбеници, вклучувајќи ги хариџитите, сепаратисти, кои му станале смртни непријатели. Во 661 година еден хариџитски зелот го убил Али со отровна сабија. Двете групи, сунитите и шиитите, постојано биле во кавга. Сунитската гранка на исламот избрала водач меѓу умајадите, богати главатари од Мека, кои не припаѓале на пророковата фамилија. За шиитите, Алиевиот првороденец Хасан, пророковиот внук, бил вистинскиот наследник. Меѓутоа, тој се повлекол од положбата и бил убиен. Брат му Хусеин станал неговиот имам, но и него го убиле умајадски трупи на 10 октомври 680 година. Неговата смрт, односно мачеништво, според гледиштето на шиитите, до денешен ден има значајно влијание врз шијат Али, партијата на Али. Тие веруваат дека Али бил вистинскиот наследник на Мухамед и првиот имам водач, божествено заштитен од грешка и грев. Шиитите ги сметале Али и неговите наследници за непогрешливи учители со божествениот дар на безгрешност. Најголемиот дел од шиитите веруваат дека имало само 12 вистински имами и дека последниот од нив, Мухамед ал-Мунтазар, исчезнал 878 година во пештерата на големата џамија во Самара, без да остави потомство. Така станал скриениот Мустатир или очекуваниот Мунтазар имам. Во своје време тој ќе се појави како Махди, оној кој е волен од Бог, за да го обнови вистинскиот ислам, да го освои целиот свет и да ги воведе луѓето во еден краток милениум пред да дојде крајот на се. Секоја година шиитите го комеморираат мачеништвото на имам Хусеин. Тие имаат процеси во кои се сечат со ножеви и со мечеви и на други начини си нанесуваат болка. Во поново време, шиитските муслимани добиваат голем публицитет заради својата ревност за интересите на исламот. Меѓутоа, тие представуваат само околу 20% од муслиманите во светот. Главниот дел се сунитски муслимани. Но сега да се осврнеме на некои од учењата на исламот и да забележиме како влијае исламската вера врз секојдневното несување на муслиманите. Бог е врховен, а не Исус. Трите главни монотеистички религии во светот се јудеизам, христијанството и исламот, но до времето кога се појавил Мухамед на почетокот на 7 век на нашата ера, првите две религии според негово мислење заталкале од патот на вистината. Всушност, според некои исламски коментатори, Куранот подразбира отфрлање на евреите и на христијаните кога вели: не патот на оние кои против себе лутина предизвикале, ниту на оние кои заталкале. Зошто е тоа така? Еден коментар на Куранот наведува: народите на книгата погрешиле, евреите со тоа што го прекршиле својот сојуз и ги клеветеле Марија и Исус, а христијаните со тоа што толку го издигнале Исус апостолот што го изедначиле со Бог преку доктрината за тројство. Најкратко кажано, главното учење на исламот е она што е познато како шехадет или исповедување на верата, кое секој муслиман го знае на памет. Ла илаха илалла, Мухамед Расулалла, нема друг бог освен Аллах, Мухамед е Аллахов пратеник. Ова се согласува со изјавата на Куранот, а вашиот Бог еден е Бог, нема бог освен него, милостивиот, всемилосниот. Оваа мисла била изразена 2000 години пред тоа во древниот повик до Израел. Чуј Израелу, Господ е наш Бог, Господ е еден. Исус ја повтори оваа најважната заповед која е запишана во Марко.
12:29, околу 600 години пред Мухамет и никаде не тврдел дека е Бог или дека е еднаков со него. Усвари рече, јас и Господ сме исто, кој ме видел, мене го видел Бог, добро, како и да е. Во врска со единственоста на Бог, Куранот вели, затоа верувајте во Аллах и во неговите пратеници и не велете тројца се. Престанете, подобро е за вас. Аллах е само еден Бог, меѓутоа христијанството не поучува за тројство. Тоа е доктрина со паганско потекло, воведена од страна на отпадниците на христијанскиот свет по смртта на Исус Христос и апостолите. Душа, воскресение, рај и пеколен оган. Исламот поучува дека човекот има душа која оди на оној свет. Куранот вели, Аллах ги зема душите во часот на нивната смрт, а и оние кои спијат, па ги задржува оние на кои им одредил да умрат, а ги остава оние другите до одредениот рок. Истовремено, целата сура 75 е посветена на кијаметот, воскресение, аја или оживување на мртвите, коркут. Таа делумно гласи, го повикувам за светок денот на воскресение. Мисли ли човекот дека ние не можеме да ги составиме неговите коски? Тој прашува кога е денот на воскресение? Зар ја нема тој Аллах мокта да им даде живот на мртвите? Според Куранот, душата може да има различни одредишта, кои можат да бидат или небесна рајска градина или казна во огнен пекол, како што наведува Куранот. Тие прашуваат кога ќе биде судниот ден, ќе биде оној ден кога тие ќе се пршат во оган. Вкусете ја својата казна, тоа е она за кое се брзавте. Тие грешници во животот на овој свет ќе се мачат, но страдањето на оној свет сигурно ќе биде потешко. Од Господ никој нема да ги одбрани. Се поставува прашањето, а знаеш ли ти што ќе биде тоа? Оган жештен. Оваа ужасна судбина е детално опишана. Оние кои не веруваат во доказите наши, ние сигурно ќе ги фрлиме во оган. Кога кожите ќе им се испечат, ќе им ги замениме со други кожи за да искусат вистинско страдање. Господ е навистина силен и мудар. Понатамошниот опис вели, пеколот ќе стане како заседа во која ќе останат за секогаш. Во него нема да чувствуваат свежина, ниту ќе вкусат пијалаци освен врела вода и цедоци. Муслиманите веруваат дека душата на мртвата личност заминува за берзах или преграда, место или состојба во која луѓето ќе бидат после смртта, а пред судот таму душата е свесна и го доживува она што е наречено сурова казна на гробот, ако личноста била злобна, или уживање во среќа ако била верна. Но и верните мора да доживеат некој вид мачење заради неколкуте гревови што ги направиле додека биле живи. На судниот ден секој ќе се соочи со својата вечна судбина, што представува крај на таа меѓусостојба. Наспроти тоа, на праведниците им се ветени небесни и рајски градини, а оние кои веруваат и прават добри дела ќе ги воведеме сигурно во рајските градини, низ кои реки течат и во нив вечно и за секојаш ќе се останат. Амин, амин. Дај Боже да така. Дај Боже да така. Аман, Господе, те молам. За сите добри луѓе да си има убав да си бидат наградени. Так, дај Боже. Жителите на рајот ќе уживаат тој ден во благодатите, весели и радосни. Тие и нивните жени ќе бидат во ладовина, потпрени на украсени дивани. Ние во Зебурот, псалмите, после Тевратот, даден на Мојсей, напишавме дека земјата ќе ја наследат моите честни робови. Моногамија или полигамија? Дали полигамијата е правило меѓу муслиманите и покрај тоа што Куранот дозволува полигамија, многу муслимани имаат само една жена, поради тоа што битките одзеле многу животи и многу жени останале вдовици. Куранот направил место за полигамија. Ако се плашите дека нема да бидете праведни спрема жените сироти, тогаш женете се со оние жени кои ви се допуштени. Значи со по 2, со по 3 или со по 4. Ако се плашите дека нема да бидете праведни, тогаш само со една. Или еве ги оние кои ги поседувате. Нема ништо не поседувам јас, не знам за какви поседувања зборате. Биографијата на Мухамет од Ибн Хишам спомнува дека Мухамет се оженил со една богата вдовица Хатиџа, 15 години постара од него. После нејзината смрт се оженил со многу жени, кога умрел оставил 9 вдовици. Конфликт со и во христијанскиот свет. Почувајќи од 7 век, исламот се проширил на запад во Северна Африка, на исток до Пакистан, Индија и Бангладеш и на југ до Индонезија. Со тоа влегол во конфликт со воинствената католичка црква, која ги организирала крстоносните војни за повторно да ја одземе светата земја од муслиманите. Во 1492 година кралицата Изабела и кралот Фернандо од Шпанија завршиле со католичкото повторно освојување на Шпанија. Муслиманите и евреите морале или да се преобратат или да бидат протерани од Шпанија. Меѓусебната толеранција која постоела под муслиманското владење во Шпанија подоцна исчезнала под влијание на католичката инквизација. Меѓутоа исламот проживеал и во
20 век доживел обнова и голем пораст. Додека исламот се ширел, католичката црква доживувала внатрешни превирања, обидувајќи се да задржи единство во своите редови, но две мокни влијанија требало да избијат на сцената, а тие додатно го потресле монолитниот лик на таа црква. Тоа биле печетарската машина и Библијата на народен јазик. Нашето следно поглавје ќе разгледа како се расцепкувал понатаму христијанскиот свет под ова и под други влијанија. Зборот Куран, што значи рецитирање, е напишан на начин кој го претпочитаат муслиманските писатели и кој ние ќе го користиме. Треба да се напомне дека арапскиот е оригиналниот јазик на Куранот, а на многу јазици нема универзално прифатен превод. Во цитатите, првата бројка го представува поглавието, односно сурата, а втората е бројот на стихот. Муслиманите веруваат дека Библијата содржи откровенија од Бог, но дека некои од нив подоцна биле фалсификувани. Името на пророкот има различен изговор. Мохамед, Мухамад, Махомед. Повеќето муслимански извори му даваат предност на Мухамад. Турските муслимани му даваат предност на Мухамед и тоа име ќе го користиме и ние. Затоа муслиманските години не се означуваат со АД, латински ано домини, господовата година, ниту пак со наша ера, туку со АХ, латински ано хегираје, година на бегството. За натамошни информации во врска со тројството и Библијата, видија брошурата Дали треба да се верува во тројството, изведено на тема душа и прекореноган спореди следни библиски стихови, Битие, Езекиел, Куранот и Библијата. Тој ти објавува книга Права вистина, која ги потврдува претходните, а Тевратот и Инџилот ги објавува уште порано, како патогас на луѓето, а ги објави и останатите кои ја одделуваат вистината од невистината. Скоро сите историски приказки во Куранот имаат своји библиски паралели. Адам, Ное, Аврам, спомнат околу 70 пати во 25 различни сури и неговото име го носи како наслов сура 14. Исмаил, Лот, Јосиф, кому му е посветена сура 12. Мојсеј, чие име се наоѓа во 34 различни сури. Саул, Давид, Соломон, Илија, Јов и Јона, чие име го носи сура 10. Приказната за создавањето и падот на Адам се спомнати 5 пати, потопот 8 и Содом 8 пати. Всушност, Куранот покажува повеќе паралелизам со Пентатеухот, отколку со кој да е друг дел од Библијата. Меѓу ликовите од Новиот Завет нагласени се единствено Захарија, Јован Крстител, Исус, Иса и Марија. Едно компаративно проучување на куранските и библиските раскази не откриваат никаква вербална зависност. Нема директно цитирање. 3 извори на поука и водство. Светиот Куран, за кој се вели дека ангелот Гаврил му го открил на Мухамед, за инспирирани се смета значењата на Куранот и зборовите на арапски. Хадис или сунна, делата, изреките и премолчените одобрувања такир на пророкот, кои својот конечен облик го добиле во вториот век, како пишање хадис. Според тоа хадис е запис на некое дело или на некоја постапка на пророкот. Тоа може исто така да се примени на постапките или на изреките на кои и да е од Мухамедовите другари или негови наследници. Во еден хадис само значењето се смета за инспирирано. Шеријат или канонски закон, основан врз принципите на Куранот, го регулира целиот муслимански живот во религиозна, политичка и општествена смисла. Сите постапки на човекот се класирани во 5 правни категории. Она што се смета за апсолутна должност вклучува награда за постапување или казна заради непостапување, пофални или заслужни дела, вклучува награда, но не и казна заради пропуст. Дозволени постапки кои во правна смисла не се важни, постапки кои заслужуваат прекор, кои не се одобрени, но не се казниви, забранети постапки, чие извршување повлекува казна. 6 основни верувања. Верување во еден Бог, Господ, верување во ангели, божествени книги, Тората, Евангелието, псалмите, свитоците на Аврам, Куранот, верување во многу пророци, но во една порака. Адам бил првиот пророк, меѓу другите се Авраам, Мојсеј, Исус и последниот веровесник Мухамед. Последниот ден, кога сите мртви ќе бидат подигнати од нивните гробови, верување во судбина, во нејзините добри и лоши страни. Ништо не се случува без Бог да го предодреди. 5 основни обврски.
Повторување на верувањата, шехада, нема друг Бог освен Господ. Мухамед е Господов пратеник. Молитва, салат, кон Мека, 5 пати на ден, милосрдност, закат, обврска да се дава процент од приходот и од вредноста на некој посет. Постење саум, посебно за време на едномесечното славење на Рамазан. Аџилак, хадж. Еднаш во животот секој мусулман мора да отпатува во Мека, само болести и сромашчија се оправдани причини да не оди, ама нема многу пари, то скапо е.